Со доаѓањето на новата година еуфоријата кај граѓаните се повеќе се зголемува. Париз и Дубај се дестинации каде што македонските граѓани најмногу сакаат да ја поминат новогодишната ноќ. Бројот на купените пакети е значително поголем од минатата година. За подалечните места се уплатуваат и по 4 или 6 ноќи, додека до дестинациите, каде што се оди со автобус, најчесто аранжманот е по 2 ноќи, односно 3 дена. Годинава нема поголеми отстапки ниту во зимувањата, односно најбарени дестинации се Банско и Боровец во соседна Бугарија. Најголем акцент сега се става на новогодишните празници. Имаме веќе 2 затворени групи за Париз и Дубај, авионски, тие беа најбарани за оваа година. Исто така Прага, Будимпешта, Виена, Војводина, Атина се барат доста. Тоа е за луѓето кои се расположени за малце повеќе шетање. Исто така за новогодишните празници ги нудиме и Банско, Боровец и Пампорово за тие што сакат малце помирен дочек на новата година. Но сепак, поголемиот дел од граѓаните се одлучуваат новата година да ја поминат во домашна атмосфера со своите најблиски или во некој од рестораните и кафулињата. Каде ќе славите нова година? Дома, со децата, со внуците, младите 20 синови имам цел дана. Забава сигурно, како секоја година, а ние со бабата дома. Турција и да. Дома. Ова е година во домашна атмосфера. Со кого? Со потесното семејство, поблиските. А вие? Исто со фамилијата. Во домашна? Да. Па не знам, најверојатно негде тука во скопските кафичи. Со друштвото ќе славиме, негде надвор негде, не знаем уште, сигурно. Тука во Скопје или? Да, во Скопје, во Скопје. Македонскиот бисер, најпосетуваната летна дестинација во Македонија, не изоставува со аранжманите и во престојните новогодишни и божикни празници. Прослава на плоштадот во Охрид со домашни изведувачи, како и бројни забави по кафулињата, кафеаните, дискотеките, се само дел од понудите. Капацитетите се веќе преполни, како со странски, така и со домашни туристи.